Да, продолжуваме со студио 10 со изборно соочување за општината Крива Паланка. Тука во студиото ги имаме сите четворица кандидати кои прифатија да учествуваат во оваа дебата и ќе одиме по ред како што е распоредот на гласачкото ливче. Број 2 на гласачкото ливче е Зоран Павловски, кандидат за градоначалник од ЛДП и Дом и Движењето Одлучно за промени. Број 7 е Александар Рангелов, кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија. Број 12 Сашко Митовски, кандидат за градоначалник од СДСМ и коалицијата Најдобро за мојата општина. И број 20 Славчо Станковски, кандидат за градоначалник од партијата Интегра Македонска конзервативна партија. Добро. Почитувани, добро утро на сите. Пред да почнеме со дебатата, ги знаете правилата, но ќе ги повториме уште еднаш. Сите имате 2 минути право на излагање, тоест 2 минути право на одговор на прашање и потоа ќе бидат отворени можности за реплики и контрареплики. Секој има право на една реплика и тој што е на кого се однесува репликата има право и на една контрареплика. Ке започнеме со она што ми се чини еден од најголемите проблеми на Крива Паланка, како и во повеќето општини, ми се чини тоа е урбанизмот и сообраќајот. Се создаваат метежи, се создаваат тесни грла, луѓето се жалат дека немаат место за паркинг и тоа е невообичаено за една не толку голема општина, што укажува на системски пропусти во организирањето на сообраќајните решенија. Ми се чини дека сите имате во вашите изборни програми решенија и проекти за ова, ќе поразговараме за тоа. Одиме по ред. Господине Павловски, како што кажавме, голем метеж е проблемот во централното градско подрачје. Што велите вие, имате ли решенија за тоа? Добро утро. Поздрав до вашата телевизија. Благодарност за поканата за оваа дебата. Поздрав до сите гледачи на ТВ24 и нормално поздрав до моите кривопаланчани. Во последно време се случува една чудна работа во Крива Паланка. Ние во Крива Паланка имаме се помалку народ, а имаме се повеќе возила. Тој број на возила се зголеми енормно во последните неколку години, што допринесува до создавање на еден сообраќаен метеж, поради што граѓаните револтирано настапуваат со оправдано, мора да кажеме оправдано, бидејќи кога ќе сакаат да завршат некоја работа, институциите се во централното градско подрачје, немаат каде да се паркираат, па мора да се паркираат на подалечните места и таа реакција нивна е сосема оправдана. Решавањето на сообраќајното решение ќе го направиме на следниот начин. Нас според нашата проценка во моментот ни требаат некаде околу 150 до 200 нови паркинг места. Некаде околу 100 до 120 паркинг места ќе ги обезбедиме со уредувањето на просторот кај постојната автобуска станица, односно на потегот помеѓу сегашниот пакет маркет и Осички мост, кој што треба да се уреди, со тоа што тука ќе се формира една површина на која што ќе може да се формираат околу 120 возила, а воедно ќе биде и уредена површина за саботите, каде што ние во моментот немаме локација за сточен пазар. И тука во саботите, пошто кај нас е пазарен ден сабота, тука ќе биде воедно и во тој ден ќе биде источниот пазар. Јас акцент ќе ставам во мојата програма и ќе имам голема заложба да ние неискористениот простор кај сегашната воена касарна го искористиме максимално, односно еден од објектите кој што е даден на Универзитетот Свети Кирил и Методи за дисперзирани студии, кои што за жал не успеа тие дисперзирани студии, стои така празен и таму имаме намера да ја префрлиме противпожарната станица, понатаму јавното комунално предпријатие и дел од цивилниот дел на Министерството за внатрешни работи. Добро, благодарам. Господине Рангелов, проблем е паркингот, проблем е сообраќајниот метеж, но проблем не е само во изминативе 4 години, проблем е и многу подолго. Кои се вашите решенија за тоа? Добро утро и од мене. Јас сакам да се заблагодарам што еве имаме можност да подискутираме во врска со програмата, со проблемите за Крива Паланка. Сакам да ги поздравам гледачите на вашата телевизија и моите драги кривопаланчани. Ова е проблем кој што го има од поодамна, но искрено да ви кажам, иако беше ветувано од локалната власт дека овој проблем ќе биде решен,
4 години во Крива Паланка апсолутно ништо не се направи за да се реши овој проблем. Дури се направија некои работи кои што го уште повеќе искомплицира проблемот со паркингот во Крива Паланка, со изградба на новиот плоштад. Сега улицата тука е непроводна и тука настана уште поголем сообраќаен метеж. Како што каже и претходникот, значи сабота е пазарен ден, во Крива Паланка имаме сообраќаен хаос. Поставени се чунови по тротоарите, луѓето не можат значи не можат ниту да застанат, се малтретират од страна на полицијата и се пишуваат многу пријави. Значи од локалната власт во овие 4 години апсолутно ништо не беше направено. За разлика од тоа, проблемот е поодамна. Претходниот период, кога беше локалната власт предводена од ВМРО ДПМН, се направија на повеќе локации паркинзи. Значи, проблемот не беше целосно решен, но имаше нешто кое што и паркингот што беше кај Пакет маркет, се направи и паркинг и кај Херој Карпош, се направи паркинг и кај Центарот за социјални работи, значи се направија некои места каде што имаше можност да се паркираат возила. А сега, овие 4 години, ништо не се направи. Се ветуваше дека ќе се реши проблемот, дека тоа ќе биде со зонско паркирање, од тоа нема ништо. Ветува катни гаражи, ништо не исполнено. Да. Значи, Добро. ние во нашата програма предвидуваме решавање на паркинг просторот со тоа што, значи, ќе направиме, ќе ја прошириме главната улица, ќе уведеме трета лента, со која што ќе има можност да се воведе зонско паркирање на локации каде што ќе има можност ќе бидат поставени катни гаражи. Ќе се навратиме на прашањето повторно, доколку треба. Господине Митовски, и вашиот колега на некој начин го постави прашањето за вас, бидејќи сте кандидат за градоначелник на СДСМ, вели во изминатите 4 години ништо не е направено за подобрување на паркирањето. Добро утро и од мене, благодарност до поканата, поздрав до гледачите на ТВ24 и поздрав до моите сограѓани во Крива Паланка. Паркинг просторот и регулирањето на сообраќајниот метеж во централното градско подречје ќе биде еден од клучните и врвните приоритети во кои ние како идна локална власт ќе треба да се соочиме, и тука треба да знаеме сите дека се потребни храбри одлуки кои што во некој момент и можеби нема да бидат популарни, но ние како партија на власт во изминатиот период бевме соочени со сите крупни предизвици во државата и ги донесовме сите крупни одлуки, така да и од овој горчлив проблем на граѓаните на Крива Паланка не бегаме, туку напротив машки ќе се спротивставиме. Сведоци сме дека во изминативе 4 години во Крива Паланка се градеше интензивно на секое поле и градот на некој начин го промени својот лик. Една од тие капитални градби беше изградбата на новиот градски плоштад, кој што предизвика своевремено и хаос во централното градско подречје, метеж на една од улиците во централното градско подречје. И таа улица сега не може да го издржи товарот кој што го имаме во централното градско подречје. За таа цел, како што ви кажав, наш врвен приоритет ќе биде во наредниот период да пристапиме кон решавање на паркинг просторот во централното градско подречје, и тоа ќе биде на следниве начини. Најпрвин, во последна фаза е донесувањето на генералниот урбанистички план, кој ќе овозможи подоцна и донесување на детални урбанистички планови, и тоа на некој начин ќе биде дефинирање на нови паркинг места со нова катна гаража или пак монтажна гаража, и подоцна она што го спомна и мојот против кандидат е околу храбрата одлука околу зонското паркирање. Да, добро, благодарам. Ќе продолжиме. Господине Станковски, вашите решенија ги слушнавме, еве, и проблемите за паркирањето и за сообраќајниот хаос. Добро утро, добар ден. Благодарам на поканата и можноста на овој начин да се обратиме пред се на граѓаните на Крива Паланка. Ја користам приликата и воедно да ги известам сите наши граѓани во Крива Паланка дека што се однесува до сообраќајот и сообраќајниот хаос, ние планираме таму коренити промени. Таму е многу посериозна работата него што ние сакаме тука да ја
представиме сега кампањски со изградба на некоја си катна гаража или било што друго на дневно-политичка основа, нели? У Крива Паланка е децениски проблемот можда со паркинг местата, меѓутоа, ова што се случи сега со изградбата на плоштадот и затворањето на главната сообраќајница, тоа е веќе нешто што не доликува на современите текови на сообраќајната инфраструктура. Што сакам да кажам? Во мојата програма, вклучувајќи ги сите тимови, сите сообраќајни инженери што ја знаат проблематиката околу сообраќајот во Крива Паланка, мора студиозно да изготвиме долгорочен план што ќе се одвива на повеќе години, меѓутоа и треба да делуваме веднаш. Што значи тоа? Мора да ја отвориме сообраќајницата што ја затвориме. Дали ќе биде тоа со премостување на нов мост од Градечки до Шанин мост, дали ќе биде со изградба на нова делница по левиот трак на Крива река, или на било кој друг начин, што пак ќе ви кажам, дека тоа треба да го кажат сообраќајните инженери и стручњаци формирани од наша страна, спроведувајќи сондажи и како би се одвивал текот на сообраќајниот интензитет во понатамошниот период. Да, добро. Благодарам. Одиме со репликите. Имаме две за сега, господине Рангелов. Прво вие, па потоа господин Павловски. Добро, во врска со ова што беше изложено, значи од страна на кандидатот кој што е од партијата која е на власт во Крива Паланка на локално ниво, значи беше потврдено, јас она што го кажав, дека не е ништо направено. Беше ветувано дека тој плоштад ќе биде плоштад кој ќе биде подземен со паркинг простор, а од тоа нема ништо. Значи, тоа е работа која што има ветија на граѓаните, беше во програмата, но не ја реализира и не ја остварија. Ветува катна гаража. Од таа катна гаража нема ништо. Сега јас не го разбирам што сака да каже дека ги решаваме горливите проблеми, а еден од најголемите проблеми во Крива Паланка не успеа да го решат 4 години. И немаат ништо посебно направено од тој дел. Ниту нешто преземено. Значи, и тоа што им го ветија граѓаните ги излажа. Не го реализира. Значи, јас не знам со какви очи сега бараат подршка повторно да го решаваат тој проблем кога 4 години поминати, ништо не направено, ништо не преземено. И сега пак ќе бараат, дајте ни шанса уште еднаш, ние да го решиме проблем. Добро. Контрреплика? Да. Добро. Почитуван против кандидат. Недела е не само 2 дена од денеска, така да околу тоа кој што има сработено, најдобро ќе се изјаснат граѓаните на Крива Паланка. Ја уверувам дека тоа ќе биде одлука на која што и вие самите ќе се изненадите. Она што сакам ја да ви го потенцирам, вие како претходен советник во претходниот мандат, вие токму со вашиот глас имате гласано одлука на седница на совет каде што имате гласано за поставување на чунови на главната улица. И вие со вашето такво гласање, да, ама вие го имате поддржано. Со гласање за. Бидете искрени, признајте дека имате гласано за. Значи, вие на седница на совет имате гласано за поставување на чунови на главната улица. Добро, немате сега право на контра реплика, но доколку кажав, гледам дека има потреба, ќе продолжиме уште еден круг дебатата за ова прашање. Имате реплика, господине Павловски? Репликата се односи на тоа што јас ако ми граѓаните дадат довербата, нема да градам катна гаража, затоа што за да се гради катна гаража, тоа е скупа инвестиција која што општината не може да си го дозволи, а да бараме јавно-приватно партнерство, прашање е колку тоа ќе биде таа инвестиција исплатлива. Катната гаража представува дека треба да имате и постојано паркирање на моторни возила, меѓутоа буџетот на нашите кривопаланчани тоа нема да го дозволи, за да може таа катна гаража да функционира како таква. Метални гаражи нема да дозволиме поставување на гледате. Имаме едно прекрасно градче, едно од најубавите, од најчистите градчиња во Македонија, зелено градче, и металните гаражи, монтажните гаражи представуваат една неубава гледка, една грда слика и такво нешто нема да дозволи. Практичните решенија ќе бидат во тоа што
како што реков, дел од институциите ќе бидат префрлени во сегашната каса, воена касарна, како што е противпожарната станица, која што не може да избегне да искочат брза интервенција, да извршат во услови кога ќе има пожар, па их сообраќаен хаос, понатаму дел од цивилниот дел на Министерството за внатрешни работи, пасоши, лични карти, водачки дозволи. Видете сега, бидејќи видов дека има потреба од продолжување на оваа тема, ќе одиме со уште еден круг за ова прашање. Повторно одиме од вас, значи 2 минути. Ми се чини дека сообраќајниот хаос е поврзан и со урбанистичките решенија. Зборувавте и сами за изградбата на плоштадот, за тоа дека главната улица не можела во тој момент да го издржи сообраќајниот метеж. Имаме и проблем што Крива Паланка нема генерален урбанистички план. Ми се чини дека тоа е еден систем на сврзани садови, едно без друго не може и дека проблемот е повеќе системски отколку стихиен. Ние треба да си признаеме дека најголема вина за немањето на деталните урбанистички планови, а кои што се пак основа или генералниот урбанистички план, има и државата. Од 76-та година, кога е изработен урбанистичкиот план за десниот брег на град Крива Паланка, тој урбанистички план е уште ден денеска. Ние, замислите, имаме 45 години стар детален урбанистички план за целата десна страна на Крива река, на градот. Тие урбанистички планови не се донесени за тоа што државата од 91 година постојано пимпла во Крива Паланка, те ќе имаме магистрален пат, те нема да имаме магистрален пат, те ќе имаме автопат, те нема да имаме автопат, те ќе имаме железничка пруга, те нема да имаме железничка пруга, и од тие причини целата десна страна ни е конзервирана и таа урбанистички планови се постари од 45 години. Во другите делови од градот исто така урбанистичките планови се стари од 20 до 30 години, изузев на некои парцијални решенија кои што се направени во последните години. Нас ни требаат нови детални урбанистички планови, меѓутоа државата мора да се одлучи ќе прави пруга или нема да прави пруга и да утврди дефинитивно трасата на пругата. Вие замислите сега, имаме процес на легализација на бесправно изградените објекти. Меѓутоа, половината од десната страна на бесправно изградените објекти не може да бидат легализирани затоа што бараат согласност. Дали ќе бараат согласност од македонски железници или од ЈПДП, за да можат да утврдат трасата и дали ќе можат тимите објекти да се легализираат. Во овој контекст сакам да кажам дека изместувањето на некои од институциите, како што јавното комунално предпријатие, каде што сега е постојано во сегашната касана, каде што го имаме, ќе се створи нов паркинг простор за новата градинка која што се гради за тоа што улица Линденска ни е тесно грло. Понатака, ние имаме тесно грло улица 8 октомври. 8 октомври е најтесното грло во општина Крива Паланка. Центарот не е толку тесно грло како што е 8 октомври. Тоа е улица од 3 метара широчина, каде што е во 12-часов сообраќај и мора некој да се трза на страна за да може другиот да помине. Тоа решение мора да биде со изградбата за покривање на регулацијата на Дурачка река, покрај која што ќе се гради сервисна улица. Ќе продолжиме, господине Рангелов. Бевте и спомнат, сакавте и да реплицирате, но еве во овој контекст може и да продолжите. Во врска со дискусијата, значи сакав да кажам дека мојот против кандидат не даде никаков одговор врска она што јас го кажав за сообраќајниот метеж. Тој настапува со реторика дека сигурно победува, дека вие ќе бидете изненадени. Кажете што направивте. Значи, кажете што направивте на граѓаните. Не ги потценувате граѓаните. Граѓаните не подпадат на таа реторика дека вие ќе им кажете ние сигурно ќе победиме со толку и толку гласови и сигурно. Кажете им, објаснете им што направите во врска со овој проблем, што преземате, како го решивте. Значи, она јас што го кажувам дека не е ништо направено, треба да ме демантирате. А не да ми кажувате дека сигурно ќе победите. Кога сте најсигурни, нема да биде сигурно. Јас им кажувам дека нема да биде така. Значи, без разлика колку ќе ги оценувате, ќе ги малтретирате, ќе ги подкупувате, луѓето се свесни и знаат, треба да донесат одлука кој ќе ја води наредната општината во наредните 4 години. Кажете им што направите со овој проблем. Еве. Што помогнавте да се реши проблем? Имате уште време. Можете ли да одговорите директно на ова, да речеме, обвинување дека сте гласале вие за тие чунови за постување? Видите, јас сум член на Совет на општина Крива Паланка. Сите проекти кои што сме сметале дека се добри, сме ги поддржувале. Сега овој проект што поставувањето на чунови, што кажува дека сум гласал, обично тие нивни идеи, проекти кои што сметаме дека не се добри, ние не ги поддржуваме.
некои работи што сметаме дека може да бидат добри, но од тоа што немаме доверба во целата работа како ќе ги изведат, ги гласавме воздржано. А за многу работи што сме им кажале во рамките на Советот сме били во право. Помине одреден период, нашата забелешка стане реалност она што го ние кажувавме. Ние и пред да биде плоштадот што го имаат во програмата ставено, дека ќе биде подземен и дека ќе биде паркинг простор, јас на седница на Совет им кажав дека тука не може такво нешто да се направи. Прво има многу подземна инсталација, а второ нивото на реката, значи тоа не го дозволува. Кога ќе има врнежи нема да биде провод. И тоа не се ни реализира. Да, господин Митовски, ова што го кажа господинот Рангелов, но и поголем дел од останатите кандидати, јас на почетокот намерно кажав дека се работи за стар деценијски проблем, укажувајќи дека Крива Паланка ја воделе и двете партии, ВМРО-ДПМН и СДСМ во еден дел од мандатите, но последните 4 години ја води СДСМ и, значи, може слободно да се каже дека одговорноста е најмногу ваша. Па вака е баш од причина што луѓето имаат можност на овие избори да направат сериозна разлика и да препознаат се она што беше направено во изминативе 4 години, некој што имаше период да го направи во претходните 11 години кога беше на власт. И баш заради тоа јас сум сигурен и сум убеден дека луѓето ќе направат таа сериозна разлика, а еве мојот против кандидат го уверувам дека сите аргументи се на наша страна и тоа луѓето го препознаваат. Она што јас сакам да подискутирам околу е начинот, пошто јас конкретно него не слушнав, кој е начинот кој они го предлагаат решавањето на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. Она што го гледаме само видлива нервоза и паника од она што го чека во недела како изборен пораз и изборен срам во Крива Паланка. Според мене треба најпрв да се наручи сообраќајно решение за дали и колку може главната улица да го изгради метежот во моментот што ни се случува. Тоа сообраќајно решение ќе биде работа на сообраќајните инженери, каде што ќе имаат можност да предвидат дали сега ќе има можност таа улица да има простор за запирање на паркирање на возил. После тоа треба според мене да се понуди и бесплатен паркинг. Значи колку да е болно решението кога збориме за зонско паркирање, за платен паркинг, ние треба да бидеме свесни дека треба да се соочиме со храбри одлуки. И само храбрите одлуки може да ја водат Крива Паланка напред. Што значи тоа храбри одлуки? Колку да е непопуларно решението, зонско паркирање, платен паркинг, Крива Паланка е зрела за една таква одлука. Зошто го зборам ова? Затоа што знам дека секојдневните обврски на луѓето ни ствараат нервоза при извршувањето на секојдневните обврски. Да, добро. Господине Станковски, вашата партија Интегра, Македонска конзервативна партија, немала до сега можност да води некоја општина, сте имале некаква многу помала улога во општествениот живот. Сега како еден аутсайдер кој настапува на овие избори се бори за довербата на граѓаните, која можеби ќе ја добиете. Можете да речеме од страна да ги гледате да го гледате делувањето на двете најголеми партии и за тоа како го решиле сообраќајот и урбанистичките решенија во Крива Паланка. Така, вие и во претходното прашање убаво спомнавте, има прилика и овие и оние да покажат што умеат, што знаат. Има долг период, очигледно во Крива Паланка не беше искористен во насока на овозможување услови на граѓаните за нормално живење. Затоа ние како трета опција нудиме нешто ново и тоа со аргументи. Со сите наши контакти и сондажи што ги имаме направено на територијата на локалната самоуправа, дури сега гледам дека луѓето имат тотално право кога го искажуваат својот револт и од црвеното, и од белото, и од бело-црното, значи барат спас луѓето во нешто ново што ние со право им го нудиме, имаме капацитет, имаме решение, имаме своја програма и стручен кадар што може тоа да го реализира.
на престојните избори ќе биде тест и за нас да видат луѓето дека тоа што го збориме сериозно и не бараме дури во локалната самоуправа не бараме мандат од 4 години. Доволно е 2 години. После 2 години ние ќе организираме референдум на локално ниво, каде што граѓаните ќе можат да се изјаснат дали препознават нешто ново, дали ги почувствуваат благодетите на Интегра конзервативна партија и дали се сложни да продолжиме во правец на решавање на проблемите што ги тиштат граѓаните. И тоа обичните граѓани. Сите оние што имат узурпирано општествено, а има многу на територијата на локалната самоуправа, од локални моќници, од не знам какви, сето тоа ќе биде вратено во служба на локалната самоуправа и сето тоа ќе биде на страната на благодетот на обичниот граѓани. Да, благодарам. Повелете реплики? Еве, поред господине од излагањето од мојот против кандидат, што кажа дека проблемот ќе го реши со зонско паркирање, јас сакам да кажам, значи како член на Советот, тие имаат точка која што требаше да ја стават на седницата на Советот. Точката беше најпрво предложена, па потоа повлечена. Од страна на нивната советничка група, ставена беше во програмата на Советот, кога дојде време да се гласа, ја повлекува. И таа работа не знаеа тогаш да ја завршат, доколку се имале план со зонско паркирање да го решат проблемот во централното градско подрачје. Да, повелете. Вака, значи, ја сакам тука и Мило ќе ми биде да слушнат граѓаните на Крива Паланка, еве мојот против кандидат, кое е вашето идејно решение за сообраќајниот метеж во централното градско подрачје? Кажете ми, еве, пред вас, пред граѓаните на Крива Паланка, што ќе понудите вие во вашата програма како решавање на метежот во централното градско подрачје? За таа цел, еве, ја имам неколку конкретни идеи на кои што планирам во наредниот период, преку јавна дебата, преку дебата каде што ќе го слушнам мислењето на луѓето, да ги донесем и овој, како што кажав претходно, крупни одлуки, храбри одлуки. Првата една од таа храбра одлука ќе биде преку јавна дебата зонското паркирање. Мислам дека Крива Паланка е зрела за зонско паркирање. Втората опција, како што кажав претходно, е бесплатен паркинг во подалечните делови од централното градско подрачје. И зошто бесплатен паркинг? Бесплатен паркинг треба да понудиме на лицата кои што своите работни обврски ги извршуваат и ги започнуваат со своите работни обврски во раните утрински часови и каде што нивните возила практично го блокираат централното градско подрачје од 8 часа. Добро, благодарам. Имате право на контрреплика, после вие. Значи, јас си кажав уште на почетокот дека ние сообраќајниот метеж ќе го решиме со тоа што ќе направиме проширување на главната улица, ќе направиме трета лента, ќе поставиме катни гаражи кај пакет маркет, ќе видиме, значи, просторот што е кај Дурачка река со јавно-приватно партнерство, вливот на Дурачка река у Крива река, да направиме јавно-приватно партнерство со катна гаража и да има горе да биде како ресторан. И планираме, значи, плоштадот мора да биде пуштен во функција за да се направи и еден дел каде што ќе има простор да луѓето да се паркираат. А тоа што вие ништо не направивте и сега обеќате на луѓето повторно, тоа луѓето сами ќе проценат. Имавте шанса 4 години ништо, ама баш ништо не направивте за таа работа. И вие бевте шеф на општински изборен штаб кој ја најавувавте промената и целата победа што беше за 2017 година и ветувањата што ги имате дадено и сите проекти кои што ви беа ветени, од тоа нема ништо направено. И сега повторно ќе им кажувате на граѓаните со кои идеи ќе излезат. Да, благодарам, господин Павловски. Реплика. Треба да бидеме реални и она што ќе го нудиме сега како решение мора да биде реално решение. За чудо, во изминатите години секогаш кога ќе има дебата кандидати за градоначалници обеќаат некои проекти кои што тешко може да се реализират за 4 години. Како тие одмаш од секаш да кажат дека ми треба уште еден мандат, па после ако не сум реализирал овие 4 години, дајте ми го мандатот за уште 4 години.
Ja nема да зборим за уште 4 години, ја ќе зборувам само за овие 4 години. Значи, оној простор дополнително што имам уште 50 моторни возила, паркинг места кои што се каши сегашното училиште Свети Јаким Огојсосковски до крај Дурачка река, и тој простор ќе биде уреден, така да во овој момент со тие 200 нови паркинг возила и со изместување на институциите немаме потреба од зонско паркирање. Зонското паркирање мислим дека не да отворат, која сакат дебата нека отворат, зонското паркирање не може да помине. Тоа треба формирање на ново јавно предпријатие кое што ќе треба да го уредува тоа зонско паркирање. И второ, сакам да се обратим до двајцата мои против кандидати. Од каде им таа идеја дека тие у неделя ќе бидат во вториот круг? Јас мислам дека јас ќе бидам во вториот круг. Добро. Тука ми се чини дека на некој начин оваа тема може да заврши, одиме на следната тема. Ние ја начнавме со претходното прашање, но таа е малку поширока. Значи, не носењето на генералниот урбанистички план за Крива Паланка, детални урбанистички планови за селата, но и дивата градба и најавениот закон на владата за легализација на дивата градба, како тоа ќе се одрази врз општината, дали е добро или не е добро. Повелете, господине Павловски. Во врска со донесувањето на деталните урбанистички планови и генералниот урбанистички план, прво што ќе направам, во општината, од општинската администрација и со зајакнување на општинската администрација ќе формирам неколку тима кои што ќе работат на решавањето на барањата на граѓаните за легализирање на бесправно изградените објекти. Во општина Крива Паланка има околу 6000 барања за решавање на такви проблеми, меѓутоа за 11 години се решени едва 2000, остануваат уште 4000. Тие 4000 мора да се решат во итна постапка. Зашто во итна постапка? Не велам дека тоа ќе го направам за месец дана или 2 месеца, но тоа ќе биде процес кој што ќе трае околу 1,5 година, 1 до 1,5 година. Легализацијата на бесправно изградените објекти значи ажурирање на геодетските подлоги, а без ажурирање на геодетски подлоги нема изработка на квалитетен детален урбанистички план. Тоа мора сите да го сватиме и да го знаеме. Понатака, ние имаме потреба од донесување на нови урбанистички план за делот на село Конопница, кое што веќе градот нема каде да се шири, најмногу се шири во делот на село Конопница, каде што и немаме детален урбанистички план. Таму ќе се донесе нов детален урбанистички план, на кој што ќе има возможност на граѓаните легално да ги градат своите објекти. Што со овие објекти кои што според постојниот закон нема да може да се легализират? Јас ќе се борам сите објекти кои што ќе бидат одбиени да бидат прифатени нивните барање, на сите граѓани да им се излезе во пресед, сите тие објекти да бидат легализирани, а деталните урбанистички планови да се прилагодат според моменталната состојба и фактичката состојба на терен. Не се криви граѓаните што градеа во Крива Паланка дивоградби. Крива ни државата за тоа што ни го суспендираше целиот десен брег и не можевме 45 години да донесеме нов урбанистички план. Како да ги обвиниме граѓаните? Ние мора да излеземе во нивен пресед, затоа што тие се даночни оброници, од кои што јас работам 22 години во локалната самоуправа, моите против кандидати не се работеле во локалната самоуправа, но знам со какви све проблеми се ние соочуваме во локалната самоуправа, а и самите граѓани, така да мора овој проблем да го решиме. Да. Господине Рангелов, како што и за ова се однесува и претходната констатација, ВМРО ДПМН и СДСМ биле на власт и на централно и на локално ниво со децении, но Крива Паланка никогаш не добила генерален урбанистички план. Зошто е толку тешко да се донесе тоа решение? Видите вака, јас знам дека генерален урбанистички план беше правено во 2014 година и тој план не беше усвоен поради некои забелешки. Значи, од страна на ВМРО ДПМН како локална власт се направени напори да биде изработен, но поради одредени забелешки не е усвоен. И сега на сила е, како што каже и мојот претходниот кандидат, дека е на сила урбанистички план кој е многу одамна, 45 години. Така да, тоа е стварно голем проблем во Крива Паланка. Значи, луѓето имаат сериозни проблеми, мора да биде по најбрза постапка донесен нов генерален урбанистички план, за да можат да се согласат и деталните урбанистички планови. Значи, во одредени населени места луѓето не можат да ги легализират објектите. Значи, тоа е работа која што треба многу брзо да се реагира, за да имаме и одреден развој во тие региони. Значи, таму трасата кај што поминува пругата,
неколку пати е менувана и поради тоа имаме голем проблем при донесувањето на генералниот урбанистички план. Дали новиот закон за девоградби ќе подобри нешто? Дали тој можеби ќе направи едно преодно решение додека не се донесе генерален урбанистички план? Со тоа што ќе се легализираат многу Значи објекти. и при легализациите значи се внимава, бидејќи јас сум во Советот, голем дел од проектите, голем дел од решенијата кои ги донесуваме, значи поминуваат на Совет. Оние кои се проблематични каде што треба да помине трасата, тие нема да може. Да, добро, благодарам. Господине Митовски. Овака, значи како што кажа мојот претходник, во 2014 има претходната власт има донесено генерален урбанистички план, но од причини од многу недостатоци тој генерален урбанистички план не е донесен. Затоа во моментов се изготвува нов генерален урбанистички план и можеби еве јас ќе имам таа чест и во состојањето на и преземањето на еден татко на градот, тој генерален урбанистички план да стапи во сила. По донесувањето на генералниот урбанистички план се унесува и ќе преминеме на постапка и донесување на детални урбанистички планови и како што кажа моите претходници, досега клучен проблем со генералниот урбанистички план представуваше десниот брег на Крива Паланка поради предвидувањето на трасата на поминувањето на железничката пруга и реалната ситуација на терен со документите не соодветствува со реалноста. Така да во наредниот период она што ќе ни престои како сериозна обврска ќе биде и легализацијата и утврдувањето на правниот статус на бесправно изградените објекти. Тука за жал знам дека постои одреден револт кај граѓаните на Крива Паланка, како што каже еден од моите претходни против кандидати. Во Крива Паланка има поднесени околу 5700 барања за легализација, дел од нив се решени, дел не се решени од неколку причини. Една од причините е слабата екипираност на тимот што ги работи, што работи таа проблематика. Втората причина е тоа што предметите не се комплетирани и во смисол на нерешени имотно правни односи, изјави, согласности. Да. Така да ја од тука се обврзувам дека во наредниот период втора сериозна обврска ќе ми биде решавањето на легализациите и во некој си рок од 6 месеца сите оние комплетирани документи да бидат решени со... Благодарам. Господин Станковски, повторно имаме деценески проблем, напастен, кој најмногу, за жал, го осеќаат граѓаните на крајот. Ја не би рекол само децениски, ако лично го следам мојот пример, 30 годишен проблем е. Има некои активности на територијата на општина Крива Паланка, случуваат се некои работи што нели се во интерес на граѓаните, не може да бидеме до крај критични, меѓутоа основен проблем се имотно-правните односи. Тука ако го решиме, понатаку ќе биде поедноставно. И друга работа, во Крива Паланка се постапува многу селективно. Многу е важно од која партија сте, многу е важно на кого сте, многу е важно колку сте влијателен, за да добиете некоја дозвола за градба, за да ви се возможи да градите во граничен појас до главен пат, до регионален пат на само 2 метра. Тоа можете, мислам, било кој да отиде да го провери. А додека обичните смртници, за разлика од мојкниците, кубурат со основните потреби за доградба или за до усовршување на својот дом. Треба да им дадеме шанса со новиот генерален урбанистички план, пред се таму каде што има можности, сето тоа што е изградено да се легализира. Тука нема дилема, затоа што на тој наш сиромашен народ таму, ако му направиме и таков проблем да мора да го рушат она што го створиле со години од својот живот, тогаш никакви планови веќе нема да бидат во нивна полза. Тоа лично го имам осетено и на кожата, со тоа што
со сите уредно, платени комунални услуги, со планови, со дозволи, со се, јас лично и јавно тука кажувам пред вашата куќа дека мојата куќа е уште дивоградба. Ако сега тргнеме од тука, можете да предпоставите со какви проблеми се соочуваат па другите граѓани каде што немат платено комунали или немат планови или други своји лични проблеми. Да. Добро, благодарам. Мисля, че не се јавивте за реплика. Во ред. Продолжуваме на една многу важна тема. Тоа е локалната економија, локалните бизниси, локалната бизнис клима. Како е да се работи и живее во Крива Паланка? Колку е тешко да се почне бизнис, да се одржува тоа, колку е тешко да се најде вработување за луѓето кои сакаат да работат за плата. Господине Павловски, кои се главните предизвици тука, а кои се решенијата? Не е само проблема за Крива Паланка околу вработувањето и економијата. Овој терет го сеќаме во целата држава. Меѓутоа, поготово пограничните делови од нашата држава, тоа го најмногу чувствува. Крива Паланка имаше една несреќа да до 1954 година во Крива Паланка ништо не се градеше затоа што тогашна Југославија, првата одбранбена линија од Советскиот сојуз преку Бугарија беше лоцирана на Страци. Значи Крива Паланка требаше да биде колатерална штета. Од 1954 година се започна со индустриализација, со изградба на стопански капацитети, кои што за жал во периодот од 1994 година до 1998 година беа на еден криминален начин беа приватизирани и она се уште ние го знаеме, она ќе ги продадеме за по 1 евро. Да, ќе ги продадеме за по 1 евро, ама да се обврза инвеститорот да вработи и да ги задржи вработените. Тоа беше така, меѓутоа тоа не беше така направено, така да многу огромен број на наши сограѓани останаа без своите работни места, без својата животна екзистенција и затоа мораа да го бараат чарето на друго место, најмногу во Скопје или во соиселување во западноевропските држави. Ние во овој момент имаме поранешната фабрика Карпаш е стопански капацитет кој што е искористи со некои си 30%, другите 70% стојат така празни, така да може така да се искористи. Секој приватен инвеститор кој што ќе произнесе интерес да отвори било како погон да е, ние како локална самоуправа заедно со Советот ќе искочиме во пресед со тоа што ќе го ослободиме од сите можни давачки, од комунали, а при тоа нормално ќе се обврзаме да му изградиме основната комунална инфраструктура, пристапен пат, да му се изгради водовод, канализација и другите неопходни работи за да може овој стопански капацитет да функционира. Со појавата на пандемијата уште повеќе погодени, затоа што своевремено имавме една тенденција, ние одевме во Бугарија да купуваме, сега бугарите доаѓаат кај нас, меѓутоа со затварањето на границите, тие ги нема и малите продавнички дуќани многу страдаат и треба да се... Ќе продолжиме за тоа. Господине Рангелов, ми се чини дека состојбата во Крива Паланка во поглед на бизнисот не е розева. Кои се вашите констатации и вашите решенија? Ете вака, во овие последни 4 години, значи во Крива Паланка, бизнисот претрпе многу штети, како што гледам тука, што може да се види во Крива Паланка, бидејќи многу мали дуќанчиња затворија, не можеа да издржат, од страна на државата нема никаква помош и она што се случува во Крива Паланка, еден од најголемите проблеми е иселувањето, значи се намалува се повеќе и повеќе населението во Крива Паланка и тоа е еден од големите проблеми. Доколку прошетате низ градот, ќе видите дека во централното градско подрачје на атрактивни локации се затворени, тоа е еден знак дека градот постепено ни замира. И затоа не смееме да дозволиме да продолжи ова вака во наредните 3-4 години. Тука, значи, сите објекти кои што функционира во централното градско подрачје, едно време не можеше да се најде дуќан за да се земе под кирија, да се почне некаков бизнис, сега има колку сакат. Значи, најголем проблем и оно што можевме да го видиме со посета од домови на домови е тоа што во голем дел од населените места, во семејствата, домовите, остануваат само постари лица. Или едно лице, или две постари лица, кои што ни кажуваат дека
нашите деца, нашите внуци отидоа во странство. И тоа е еден голем проблем. Значи, за оној дел што збориме за развојот на економијата. Значи, ние мора нешто да направиме во градот, да привлечеме некои инвестиции, да се отворат нови работни места, младите да ја гледат иднината во Крива Паланка, а не да ја напуштат. Тоа може да се направи само со конкретни проекти, да се гасифицира Паланка, да се развие туризмот, за да се нешто направи во градот. Инаку вака, ако продолжи, како овие 4 години, вакво масовно иселување на Крива Паланка, во наредниот период многу тешко ќе биде. Да. Господин Митовски, еве, вашите колеги велат дека состојбата во Крива Паланка е доста тешка. Се согласувате ли со таа констатација и што би направиле да се подобри? Вака, значи, иселувањето е тренд кој што ја прати цела Европа и тоа е глобален процес кој што не се случува за жали и на нашите простори, но она што сакам да го потенцирам, мојот против кандидат кажа дека никој нема помогнато на фермите. Сетете се само, во последната COVID година, кризната година, 7 антикризни пакети кои директно влијае и беа помош на целото стопанство. Да не беа тие кризни, да не беа тие анти-ковид пакети, голем дел од фирмите до сега ќе ставеше клуч. Од друга страна, ние во Крива Паланка имаме брендови со кои што треба се гордееме. Недоволно во изминатиот период, како локална власт или како тие брендови ги немаме промовирано. И ја мислам дека во наредниот период, она што треба да го правиме е заеднички да се вдружиме со целиот приватен сектор, со поддршка на локалната самоуправа, со поддршка на централната власт и да сите тие брендови кои што ги произведуваме и во производствените погони во Крива Паланка треба да ги промовираме како брендови на Крива Паланка. Имаме со што да се гордееме, имаме со што да се пофалиме. Ја во разговори со собствениците на тие погони, иако е кризна година, иако е година каде што беше COVID година, каде што беше тешка за целото стопанство, тие имаат желба да инвестираат и да ги прошират своите производствени погони. И тука може да зборувам со аргументи. Во моментов фабриката за топки во Крива Паланка инвестира во нов погон. Фабриката за производство на чевли Белмондо планира проширување на своите производствени капацитети. Фабриката Мика исто планира проширување на своите производствени капацитети. Или ако сакате, она индустријска зона, стара индустријска зона на влезот во Крива Паланка, имаме само еден слободен објект. Да, добро, ќе продолжиме на оваа тема. Господине Станковски, како да се подобри економската состојба во општината? Многу комплексно и многу сложено прашање. Во овакви услови и оваков начин на делување, ако продолжиме, уште ќе броиме колку сме успеале да ги задржиме потенцијалните инвеститори во Крива Паланка, а не да донесеме некои нови, нели? Грото од инвеститори од Крива Паланка одамна се спакуваа и си отидоа. Ние се фалиме тука со некои брендови, сме имале контакти со газди што биле задоволни. Јас имам контакти со вработените. Тие се тотално незадоволни. Со 15.000 личен доход, со работа од јутра до сутра, со минимални услови за работа. Ако е тоа иднината на Крива Паланка, ако такви инвеститори бараме, каде што луѓето ќе работат за 200-250 евра, мислам дека иднината не ни е баш розова. Друга работа, за економијата Крива Паланка има многу специфичен и поволен геостратешки, геополитички и како сакате го наречете пристап со тоа што имаме многу рурални средини што се неискористени. Во смисла на белкарство, во смисла на развој на сточарство, каде што луѓето би нашле излез во собствени бизниси, организирање преку семејни собствени бизниси, само што локалната самоуправа треба да им помогне на тој начин што ќе им гарантира откуп, што ќе им обезбеди квалитетно производство, ќе им обезбеди едукација и верувајте ми дека и контактите што ги имам со нашите иселеници,
Тие се спремни, скромниот капитал што го имат спечалено во туѓина, да инвестират, затоа што и емотивно се врзани за своите рурални средини, од каде што потекнуваат, каде што се родени или каде што им живеат и ден денеска нивните родители. Да, добро, дали има некоја реплика? Има. Да, ајде, еве поред. Сите имате, така, повелете. Околу платата на вработените. Да. Секој чест за вработените, но треба да се подсетиме и да зборуваме со факти и со аргументи. Кога Социјалдемократскиот сојуз ја презема централната власт, минималната плата во оваа индустрија беше изнесуваше некои си 8.000 денара. Денеска таа е 15 со тенденција и 16.000 денара и како што се најавите веќе од нова година и да биде поголема. Така да сакам тука да зборуваме со аргументи и Крива Паланка ние во наредниот период, она што треба да го направиме е заедничко со туристичко-угостителскиот сектор да градиме, и тука го гледам ја потенцијалот, заедничко со туристичко-угостителскиот сектор да градиме потенцијали на привлекување на селски туризам во Крива Паланка и тука е развојот на градот во Крива Паланка. Да. Контрреплика, прво. Само на кратко. Јас се слагам со мојот против кандидат, меѓутоа, ако ги гледаме работите само од еден параметар, а тоа е висината на личниот доход, добиваме крива слика. СДС кога дојде на власт во Крива Паланка, кои беа цените на зетинот? Која беше цената на пивото во вашите угостителски објекти, Сашо? Која е сега? Колку беше лебот? Која е сега цената на лебот? Зошто сега граѓаните на Крива Паланка купуваат вчерашен леб за да се прехранат, затоа што го купуваат упола цена? Мислам, ние мора да погледнеме на фактите во очи, затоа што секој се бали ако одам пред фурна, јас сум сведок на тие случувања каде што се молат за вчерашен леб што ќе кошта 10 денари. Луѓето се, верујте ми, некаде по моја слободна проценка 60-70% на леб и компир. Луѓето не знаат што да прават со своите студенти у понеделник кој ќе треба да ги пратат за Скопје, како ќе им одвојат 1000 денари. Тоа се горливите проблеми. Благодарам, господин Рангелов. Реплика. Јас сакам, значи, реплика на мојот против кандидат. Тие кога дојдоа на власт во 2017 година, ветуваа инвеститори, ветуваа дека ќе има развој во Крива Паланка, дека ќе биде зголемена платата, значи ќе дојде живот. Од тоа ништо не видовме. Како што каже и мојот против кандидат од Интегра, значи тоа покачување, доколку отидете во маркет и да потрошите, да купите една кошничка, во оној период кога е била помала платата и сега иста е кошничката. Значи нема никакво подобрување во семејствата да ви остане некој денар повеќе за да може нешто друго да купите. Значи најавувањето дека одредени капацитети во Крива Паланка ќе се прошируваат, тоа се од времето кога ВМРО беше на власт. Се донесоа во Крива Паланка инвестиции не само во Крива Паланка, во цела држава. Значи ние не сме сведоци во последно време да има некоја нова фабрика направена како што се најавуваше дека ќе има бум и дека луѓето нема да се иселуваат, дека бегаат од власт. Благодарам. Контрреплика, да. Да не ми зборувате за онаа фабрика во 2014 која ветувавте на предизборен митинг од 5600 вработување. За таа фабрика да не ми зборувате. Или за рестартирањето на кланицата. Значи да не ми зборувате, значи ваше предизборно ветување беше дека во Крива Паланка во 2014 година ќе вработите 5600 луѓе. Вие мислите дека светот со вас почнува? Таа фабрика ќе беше не заборавајте, не ја подценувајте интелигенцијата. Со промената на власта ги срушивте сите инвестиции што беа предвидени во Македонија. Ништо не направивте. Ниту еден инвеститор од тогаш не донесете. Како па само пред 2 дена на потегот Старо Нагоричене Куманово Крива Паланка доаѓа капитална инвестиција за изградба на ветерен парк. Да. Гледам, граѓаните се презадоволни. Значи не ги подценувате интелигенцијата на луѓето. Во недела оставете ги, ќе си го кажам своето. Недела први ќе дојде, ќе видите дека не сте во право. Благодарам. Имате реплика, господин Павловски?
Не би било толку реплика колку едно надополнување, ако може, но може да се каже да како реплика. Господинот Митовски доаѓа од партијата на власт и тој ја имаше таа поволност да ги посети погоните, што за разлика од нас ние таква можност немавме. Меѓутоа, се согласувам со другите кандидати за градоначалници дека тој ги видел нивните собственици газди, но не ги видел условите во кои што работат. Условите во кои што работат се стварно мизерни, затоа што летоски работат на плюс 40 по погоните, зимоска работат на минусни температури. Втора работа, точно има некои брендови, меѓутоа за жал буџетот на нашите кривопаланчани не дозволува да ги купуваат тие брендови. И она што сакам на господин Станковски само да се надополнам некако реплика во врска со искористување на нашите природни капацитети кои што ги имаме во врска со билкарството, нешто друго. Мора да кажем дека една од моите заложби која што претходно испуштив да кажем е донесување на локална урбанистичка планска документација која што за сега за жал ја немаме, односно е суспендирана, не знам од кои причини со закон е суспендирана. Благодарам. Сега мора да направиме кратка пауза за реклами и се враќаме брзо во студиото. Имаме интересна, динамична дебата, имаме уште теми. Се враќаме брзо, останете со нас.